Најмногу по 4 часа дневно ќе имаат децата од прво до трето оделение, предвидува новиот предлог закон за основно образование. Децата веќе нема додатно училиште во сабота, бидејќи новиот закон ќе предвиди настава да се остварува од 175 до 180 наставни дена, а не најмалку 180 дена како што беше досега. Искуството покажало дека тие денови не се ефективни. Со предлог законот се утврдува максималниот број на часови на учениците од прво до трето оделение. Децата ќе имаат најмногу 20 наставни часа неделно, од четврто до шесто оделение најмногу 25 часа, а останците од 7 до 9 оделение ќе имаат најмногу до 30 часа неделно. За наставниците со закон се регулираат неработните денови во текот на зимскиот распуст. Најмногу половина од деновите на распустот ќе бидат платени на работни денови, кои не се дел од годишниот одмор на наставникот. Предвидени се намалување на неделниот фонд на часови на наставниците од 18 до 23. Ке се намали бројот на ученици во паралелките. Наместо досегашниот минимум 24 деца, минималниот праг се утврдува на 20 ученици. Понатаму се предвидува и намалување на бројот на ученици во паралелките, наместо досегашниот минимален број од 24 ученици, како минимален праг сега се утврдува 20 ученици. Според предлог на законот, распонот на број на ученици во оделение ќе може да биде меѓу 20 и 30, со тоа што наша тенденција е да биде максимум 24, но во моментот сме свесни дека одредени училишта се пребукирани со ученици, а нема доволно можности за помали оделенија од 30 ученици. Комбинираните паралелки може да имаат најмногу до 10 ученици, додека пак во едно оделение може да има најмногу двајца ученици со посебни образовни потреби. Целта е да се избегне нивно групирање и изолирање во една паралелка и да се овозможи нивна инклузија со можност за непречено одвивање на наставниот процес. Бројот може да се движи од 20 до 30 деца во еден клас. Во паралелката со комбинирана настава може да има најмногу до 10 ученици. Бројот на ученици со посебни образовни потреби не може да биде повеќе од 2 деца во едно оделение. Училиштето ќе треба да обезбеди лични асистенти за овие деца кои ќе ги плаќа државата, а се предвидува и формирање на мобилни служби составени од психолог, дефектолог, логопед, социјален работник.